19-годишната девојка на која лекарите мораа да ја ампутираат ногата, се бори за живот на клиниката за анестезија, реанимација и интензивно лекување. Освен неа, уште тројца повредени во страшната несреќа кај ласкарци се на апарати за дишење. Едниот од нив дава знаци за будење, значи дека му се, да кажеме, некако подобрува состојбата. Значи во текот на наредните денови ќе се проба да се исклучи да се разбуди пред се, па да се види каква ќе му биде свеста, значи да се види колкав е интензитетот на оштетување на мозочното ткиво. Најмладиот патник кој се здоби со сериозни и тешки повреди, 15-годишното момче, кое во несреќата загуби блиски членови од семејството, е добро. Лекарите будно ја следат неговата состојба која во последните 24 часа значително е подобрена. Тројцата кои што се во одделот за интензивно лекување, да кажеме, едниот е во добра состојба, тоа е момчето 15-годишното, кој што е сосема добро, стабилно и веројатно уште некој ден и ќе биде префрлан на одделите за абдоминална хирургија. 15 од повредените се уште се во болничките кревети во 8 септември. Дел од нив, по деталните прегледи, уште утре ќе ги напуштат болничките соби и ќе можат да заминат дома кај своите најблиски. Во строотната несреќа кај ласкарци, животот го загубија 15 луѓе.